Досега се потврдени 4 случаи на Делта сојот во Македонија, а се чекаат резултати за уште 4 граѓани за кои нема информации дали патувале надвор од земјава, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Станува збор за пациенти кои не се поврзани еден со друг, не се вакцинирани и за кои се уште се во тек епидемиолошките анкети. Кај нас досега имаше потврдени 3 случаи. Во текот на вчерашниот ден потврден е уште еден случај. Тој е на пациент кој што се лекува во болницата во Велес и има лесна клиничка слика. И чекаме резултати за уште 4 пациенти. Тие ќе ги имаме денеска, тие се лекуваат тука во Скопје, само еден од 4 е во потешка клиничка форма на респираторна машина, другите се со стабилна клиничка слика. Појавата на случаи на Делта сојот значително може да ги променат плановите за стартот на новата учебна година. Можно ли е неизино евентуално одлагање? Сега е многу рано да се каже. Во секој случај, тоа што е најбитно е дека интензивно се врши вакцинацијата на наставниците, наставничките и дека се спремни сите сценарија за почеток на школската година. Комисијата за заразни болести вчера оцени дека нема потреба од воведување на нови мерки за заштита од Делта сојот, но дали денес министерот веќе размислува и во друга насока. Мислам дека треба да имаме еден поорганизиран пристап. Јас ке разговарам денески утре со колегите министри од земјите во регионот, Србија, Албанија, Косово, во рамките на онаа комуникација што отворивме во делот на Берлинскиот процес, за да видиме, да завземеме заеднички ставови. Мислам дека е тоа многу важно. Индискиот сој на коронавирусот досега е евидентиран во повеќе од 100 држави. Првичните анализи направени од британски експерти упатуваат на предпоставка дека тој е позаразен, но помалку смртоносен, а дека вакцините штитат од тешки форми на болеста. Сепак станува збор за првични испитувања чија веродостојност е се уште рано да се промовира како научен факт.